Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Ново истражување покажува дека американскиот претседател Барак Обама и републиканскиот кандидат за функцијата Мит Ромни се изедначени пред нивната трета и последна дебата што ќе се одржи вечерва. Следат вестите. Истражувања на јавно мислење направени од NBC News и Wall Street Journal покажуваат дека поддршката за кандидатите меѓу веројатните гласачи е 47% за секој. Вечерашнава 90-минутна дебата во Флорида целосно ќе се фокусира на надворешната политика, а модератор ќе биде Боб Шифер од CBS News. Речи си е сигурно дека Либан, иранската нуклеарна програма, Израел и борбата против тероризмот ќе имаат место во дебатата. А сега за најновиот момент од скандалот во врска со Ленс Армстронг. Раководното тело во велосипедизмот му ги одзеде на прославениот американски велосипедист 7 титули Тур де Франс и му забрани доживотно да се надпреварува. Меѓународната велосипедска унија денеска соопшти дека ги ратификувала санкциите изречени во август од американската антидопинг агенција, која му ги одзеде титулите на Армстронг добиени од 1999 до 2005. Сепак се чини дека неговата добротворна организација Live Strong, преку која се собираат пари за истражување на ракот, ќе преживее. Поранешниот американски сенатор и председателски кандидат Џорџ Макгаверн почина на 90 годишна возраст. Тој служеше над 2 децении во Конгресот, а во 1972 го предизвика тогашниот председател Ричард Никсон на платформата на опозиција на Виетнамската војна. Изгуби во таа трка, а по напуштањето на Сенатот во 1981 Макгаверн меѓу другото беше и глобален амбасадор на Обединетите нации за светска глад. Светската здравствена организација известува дека бројот на луѓе кои фатиле туберкулоза паднал минатата година, но исто така вели дека бројот на смртни случаи од тебе останал ист и дека болеста се уште е голем убиец. Еве како ова се толкува. Вестите од Светската здравствена организација се мешани. Околу 20 милиони луѓе денеска се живи како резултат на меѓународните напори за контрола на туберкулозата и грижата за оние кои има. Така стапката на смртност паднала за 40% од 1990, но во последно време таа стои тврдоглаво на исто ниво. Борбата против туберкулозата оди со болно бавно темпо. Ова е доктор Марио Ривилионе од СЗО по објавувањето на извештајот на агенцијата во Вашингтон. We'll have to accept that millions more people will be dying of tuberculosis. Мораме да прифатиме дека уште милиони луѓе ќе умираат од туберкулоза секоја година. Мора да прифатиме дека наместо туберкулозата да се елиминира, борбата со болеста ќе стагнира и туберкулозата отпорна на лекови ќе се шири. Ова поради тоа што туберкулозата е бактериска инфекција и примерно ги зафаќа белите дробови, иако може да биде најден и на други органи. Многу е заразна и се шири преку воздухот, преку кашлање на болниот. Повеќе од половината случаи денеска се во Азија, 40% се во Индија и Кина. Проблем е субсахарска Африка, затоа што 80% од болните од туберкулоза имаат и сида. Но еве ги и добрите вести. Лекарите сега имаат брзи тестови кои даваат резултати за час и половина. Освен тоа, наскоро ќе биде достапен нов лек за борба против туберкулозата. We expect at least 2. Очекуваме 2, ако не и 3 сосема нови соединенија што ја убиваат бактеријата на болест, да бидат на располагање во наредните неколку месеци. Но она на што се полага најмногу надеж е вакцина против туберкулозата. Додека таа да се најде, СЗО бара поголема ангажираност од државите на програми на контрола на болеста, зголемување на тестирањето и меѓународните донатори да продолжат да ги финансираат овие напори. Арго, шпионска драма, започна да се прикажува во американските кина, а филмот, режиран од Бен Афлек, актер награден со Оскар, ја раскажува приказната на поранешен агент на ЦИА Антонио Мендез и неговиот смел план за ослободување на 6 американски дипломати кои се кријат во Техеран за време на заложничката криза од 1979. Амбициозен проект за голем момент во историјата на САД, прилогот е на Пенелопе Пуло. Actions of Iran have shocked the civilized world. Техеран, 4 ноември 1979.
Американските дипломати не очекуваа упад. 52 од нив беа земени како заложници. 6 мина избегале. If we're going to go, then we need to go now. Додека американците се кријат во резиденцијата на канадскиот амбасадор, Тони Мендес, агент на ЦИА стациониран во САД, прави план да ги извлече. They're a Canadian film crew for a science fiction movie. I fly into Tehran. We all fly out together as a film crew. Со помош на холивудски продуцент и шминкер, Мендес организира лажно снимање на филм и оди во извидување на локации во Техеран. Американците кои се кријат имаат 72 часа да меморизираат се за нивните нови идентитети во филмот. I think my story is the only thing between you and a gun to your head. Арго е фасцинирачки филм зашто навистина се случило. Тешко е да се замисли дека вистинскиот Мендес, тивок господин кој живее мирен живот во рурален Мериленд, бил агент на ЦИА кој изведувал вакви акции во текот на неговата кариера. Overall, some of the best ideas that you see in Најчесто, најдобрите идеи што ги гледате на филм се базирани на реални операции. Бонд е многу реален во тајните операции, во вистински ситуации. Мендес за службата добил највисоко признание на ЦИА, но тоа било класифицирано до раните 1990-ти. По сите години на тајно работење, Мендесет звезда, кого го игра Бен Афлек. Холивуд го сврте светлото на него, но гледајќи го филмот, не може да не останете без див од решеноста на шпионот да ја изврши својата должност, без оглед колку е опасна. We're responsible for these people. I'm responsible. А утре во Newsflash ке зборуваме за птици и деца и дрога и сиромаштија и животна средина. Сето тоа обединето во приказна за давање надеж на млади луѓе. Гледајте на утре. Родни Стоц, исто како неговите соколи, научил да се издигне над многу нешта што можеле да го држат долу. Гледате Newsflash во вторник. И тоа е се за емисијава. Ве чекаме овде утре, а до тогаш на располагање ви е нашата интернет страница glasnaamerica.com. И поздрав од Вашингтон, јас сум Лилица Китановска, а вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. До гледање.